Почитуван колега, почитуван председател, почитувани пратеници, најголемиот проблем на ребалансот на буџетот е што се кратат средства за капитални инвестиции. Во мала држава, како што е Македонија, и особено чија што економија е силно поврзана со економиите и на соседните земји и на земјите во Европската Унија, најдобрата работа што може еден градоначалник, еден министер или една влада да ја направи е да ги зголеми средствата, но не само и средствата, туку и реализацијата на капиталните инвестиции кои што зависат од самата држава, од самата влада или од самата општина. Ако се зголемат средствата и ако се зголеми ефикасноста за капитални инвестиции во државата, ќе се ублажи економскиот удар. Неспособноста на актуелната влада и на централно и на локално ниво се гледа во бројките на многу ниска реализација на капиталните инвестиции и во време на нормални околности, пред да почне пандемијата, а особено во време на оваа корона криза. 40.000 и повеќе граѓани се останати без работа, а долгот се зголемува. И повторно ќе се вратам на капиталните инвестиции. Доколку Министерството за животна средина, доколку Министерството за транспорт, доколку Министерството за образование и здравство почнале навреме со капитални инвестиции пред 6 месеци, пред 12 месеци, пред 18 месеци, доколку оној ветуван секој месец и секој избори и секоја сезона клинички центар почнеше да биде граден пред 6 месеци, пред 12 месеци и денес беше во изградба. Дел од овие 40.000 невработени луѓе заради кризата ќе најдеа свој работен ангажман, нормално и дел фирми, во таква една капитална инвестиција. Затоа сметам дека тоа е најголемиот хендикеп на овој ребаланс што ги крати капиталните инвестиции. Дополнителна работа што сакам да ја напоменам и тука да се согласам со вас, но сепак и да испратам една политичка поента. Вие самите кажавте во оваа криза колку се битни дотациите кои што стигнуваат од диаспората. Значи во криза ние признаваме колку ни е битна диаспората и колку еден човек на своето семејство во Гостивар, во Велес, во Штип или во Гевгелија му е важно кога ќе му испрати 500 евра или 500 долари. Но тоа треба да го имате предвид и кога нема да биде криза. Затоа треба диаспората, без било какви ограничувања, да има представници во овој законодавен дом и да гласа под услови кои што ги има, за да избере барем 2-3 пратеници во представничкиот дом. Благодарам многу.